Почитувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секогаш сме тука за вас и со вас за да ги пренесеме сите оние информации кои се однесуваат на вашето здравје. Изминатава недела во четвртокот, практично на 27 мај, Мобилност Македонија ги одбележа деновите за мултипла склероза, за параплегија и дистрофија. Одржа еден настан на кој што си ги кажа своите проблеми, сите оние кои што се дел од нивното секојдневие и што би можело во сето нивно секојдневие кои што го имаат со овие проблеми да може нешто да се подобри, да се реши така натаму. Меѓутоа, ајде да видиме од овој прилог кој што ние го имавме подготвено за информативното издание во четвртокот нешто повеќе, а потоа ќе се вратиме во студио да ви ги представиме моите денешни гости. Под слоганот "Животот е во количка и не е секогаш лесен, продолжете со борбата" и црвената боја како символ, Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија, Мобилност Македонија, како кровна организација на лицата со мултипла склероза и параплегија во Македонија, денеска во Музеот на македонската борба ги одбележа 14 мај денот на подигнување на јавната свест за лицата со параплегија во светот и 30 мај светскиот ден на лицата со мултипла склероза. На одбележувањето тие од институциите си ги побараа своите права. Потреба од подобрување на инфраструктурата во градот и надвор од градот во однос на пристапноста во домашната околина, здравствените установи, институциите, банки, училишта, културни установи, јавни простории, бањи, туристички локации, излетнички места и слично. Потребата од подобро здравствени услуги, соодветна терапија, достапни термини, бесплатни медикали за третман на тешки последици предизвикани од состојбата, превивање на декубити, рани, сребрени гази и така натака. 2 пати користење на бањско лекување, редовни физикални терапии и друго. Поддршка во борбата за здравствената заштита на овие пациенти даде и директорот на клиниката за неврологија доктор Иван Барбов, кој присуствуваше на одбележувањето. Во изминативе 4 години клиниката за неврологија заедно со Министерството за здравство направи доста за пациентите со мултипла склероза, меѓутоа и за пациентите со ретки болести и пациентите со инвалидитет. Министерството за здравство преку програмите за ретки болести донесе неколку нови лекови, меѓу кои лекот за спинална мускулна атрофија, кој може да им помогне на лицата со спинална мускулна атрофија да се спречи да дојде до инвалидност, понатаму лекови за други ретки болести. Исто така клиниката за неврологија во изминатиот период воведе неколку нови лекови за мултипла склероза. Тоа беа лековите окревус и мавен клад, кои спаѓаат меѓу најефикасните лекови за терапија на мултипла склероза. Ова се денови кога се преземаат активности со цел подигање на јавната свест за проблемите со кои се соочуваат секојдневно лицата со мултипла склероза и параплегија и потребата од подобрување на нивните права за независен, самостоен и целосно интегриран живот во општеството, посочија од Мобилност Македонија. Се веќе председателот на огранокот за параплегија Гоце Миновски и председателката на огранокот за мултиплекс склероза Христина Просковска. Добар ден и добре дојдовте. За прв пат сте ми гости во Ваш термин. Добар ден, добро ве најдовме. Како помина први настанот, еве да ве прашам, дали имаше голема заинтересираност од страна на медиумите? Настанот веќе 6-та година, ние како огранок на мултиплекс склероза, а подесна малку и параплегија и дистрофија, се одржува со своји пригодни програми, агенди, кои што ние ги организираме можеби месец до 2 пред денот на настанот. Во него се случуваат разли трибини, работилници, се снимаат емисии посветени на
конкретно нели се фокусираме на овие диагнози и состојби. Меѓутоа, денот, кога го одбележуваме, обично е на мултиплекс 30 мај, тоа е светскиот меѓународниот ден на мултиплекс склероза, точно да. Дистрофија и параплегија го прават исто некако од прилика околу 15 мај во годината, меѓутоа оваа година одлучивме поради вонредните состојби со пандемијата предизвикана од ковидот да се фузираме, односно сите три ограноци да го направиме во еден ист ден со малку поскратена агенда, со помалку членови како што учесници на настанот и дадовме повеќе простор на гостите да присуствуваат. Повикавме гости од неколку министерства, институции, фондови и организации со кои што сме директно нели поврзани, сродни и каде што може да ги слушнат нашите проблеми и потоцно нормално и да ни помогнат за истите. Да, Гуце, слушнавме од тебе за некои работи кои што на вистина ви се потребни во секојдневието, со оглед на тоа дека на вистина вашиот живот бара и некои посебни, како да кажам, третмани за да на некој начин функционирате нормално. Дали, бидејќи кажа Христина 6-та година поред така, од првата година како го одбележувате и како ги посочувате сите овие ваши барања, дали нешто досега се промени од она што го барате, дали нешто, како да кажам, институциите ве послушаа, ви пружија, ви излегоа во пресред? Па еве сега јас ќе ви кажам во врска со тоа, може и тоа барано и многу и пред тоа, може да не речем, може и 10 години барано уназад вака. Пошто во ортопедските помагала сега моментално се подобрија некои услови, дадоа подобри инвалидски колички. Например, порано имавме некои си неквалитетни што не можеа да издржат, а законот е за да добиеш нова количка треба на секој 5 години, а 5 години таа количка не може да издржи, пошто некои луѓе се врзани нонстоп за количките, имаат потреба секаде да одат. Ортози исто така помагала и мислам ортози што се со ампутација со такви работи. Исто дадоа поквалитетни во тоа. Сега за пристапноста ние бараме... Тоа секогаш е проблем. Секогаш е проблем. Да. Значи, и никако да се реши. Никако да се реши. Секаде, например, проблем е првим по јавните установи што се... Например, кај што идеме на контроли, на прегледи, на такви работи. Значи, не е проблемот само да се направи надворешна рампа, дека лицето со количка или е направена многу висока, не може сам да ја изгура, па ќе мора некој да му помогне, ама проблемот е внатре. Значи, проблемот е внатре. Немаш услов, вратите се мали, значи не можеш да влезеш, ако треба во амбулантата, не можеш да влезеш со количката. Тоалети нема соодветни, значи до сега нема ништо такво направено. И, например, ако е амбулантата, зборувам на втор спрат, ако треба, нема лифт. Значи, како ќе отиде тоа лице да се прегледа таму? Така. Да. И ние ги бараме и, например, на нас стрикно зборам за параплегија, квадриплегија, тетраплегија, што се тие состојби. Кај тие лица треба повеќе, значи, рехабилитација, вежби, бањи, такви работи. Немаме таков услов, например, ние имаме бањи наши што соработуваат со фондот и сме ослободени решенија ни дава за да поидеме на бања, например, еднаш во годината, ама тоа е малку. За тие состојби диагнози е многу малку тоа. Значи, и таму немаме услов исто. Значи, не може да се симне да направи некоја вежба, ако има вежби во базен, во вода. Значи, нема никаков лифт, нема некоја си рампа за да може да осимнеме лицето во базентот за да ги направи тие вежби. Исто собите за спиење, кај што се нема соодветни тоалети. Тие работи ги бараме, па уназад може да не кажеме, еве јас од кога сум разболен веќе од 2007, може и пред тоа се барани, може има и поише години. Колку може да кажеме со бројка колку мина се еве од вашиот огранок параплегија? Па стрикно за Скопје ја можам да кажам, во мобилно Скопје околу 220 члена сме на список. Так. Што се за члените во мобилно Скопје. Така, во однос на оваа проблем кој што го имате вие. Да, за параплегија, квадриплегија и тетраплегија зборувам. Се има лица па некои што
не се зачленуваат и тоа е тоа. Што се затворени дома, што... Во однос на терапии, некои имате потреба, примате, дали треба некои, како да кажам, подобри терапии да се по-софистицирани, да, и тоа го бараме. Скоро ми беше и Барбов и мене гостин, баш кажуваше за мултиплекс дека имаат нова терапија. Значи, требаат многу работи да се сменат, у кој смисол? Значи, партиципација, лице што е со параплегија, тетраплегија и квадриплегија, сегде му е наплаќаат. Преврска, повеќето, не зборувам сите, повеќето, што се повеќе врзани за количка, фаќаат декубити. Тие се многу тешко зараснуваат тие рани. Значи, секоја стребрена газа се наплаќа. Секоја преврска им се наплаќа. Тешко се доаѓа на нив. Имаме лица, например, што се и доста социјални случаи, што не може тоа да си го приушта, да си го купат. Ете и тоа исто го бараме, да, ако може да се... Колку време го барате ова? Еве, посочите го на настанот токму за на секој настан веќе се повторуваме истото да го бараме. Меѓутоа имате комуникација, ајде беше време на пандемија, па некако се одложуваат сите работи. Комуникација тука Сојузот што е Мобилност Македонија има секогаш комуникација со Фондот за здравство, со со министерствата исто и така да од наша страна тоа секогаш е побарано. Сега колку ќе ни излезат во пресред, тоа е тоа. Само накусо би кажала, би ве прашала што представува состојба параплегија, како се добива, кои се тие состојба параплегија, проблеми со здравјето, каков проблем е со здравјето? Состојба параплегија, квадриплегија и тетраплегија, значи тоа е оштетување на рабетниот столб. Добро. Или вратна кичма што ја викаме, цервикален дел горне, тоа е квадриплегија, лумбален дел долу од земеност на долните екстремитети, тоа е параплегија, тетраплегија повреда во грбот. Значи тоа се добива... Тоа се практично се повреди на рабетниот столб. Да, повреди на рабетниот. Се добива или од повреда, или од болест, од тумори, од такви работи. Тогаш кога веќе... Да, кога веќе има преки на рабетниот мозок. На функцијата на рацете и на нозата, тогаш се одразува. Квадриплегија значи за сите 4 екстремитети што се... Така. Колку време веќе вие рековте, од 2007? Па 2007, да, ја на почетокот имав доста така, кај мене се случи од воспала на рабетен мозок со квадрипареза со трансверзален миелит. Така, мислам, ме водат. Од 2007 почетокот на 34 години ми се случи тоа и така да успеав некако да се движам. Пред да започне емисијата ве прашував, ми кажавте дека и дури сте имали оперативен запад? Да, имав точно, да, извадени ми се C5 и C6. Сега не знам, со нешто сум наполнен со некој смеса и... Меѓутоа, многу подобро од она колку сте била пред тоа. Да, за да можам да почнам да ги движам, пошто ми беа и раците и нозите зафатени сите 4 екстремитети. Така. Христина, ти си од огранокот за мултипла склероза, за жал. Може да се констатира дека последниве, ајде да кажам, 2 децении се почеста појава. Дури и кај помлади лица, ненадејно значи се јавува болеста, не се знае нели точниот причинител, колку што можеме да се информираме од сите оние емисии кои што сум ги правела досега, колку време кај вас е... Јас веќе 17 година сум со диагнозата, можеби да постоела и претходно 2-3 години, бидејќи некогаш и тивка не можеш да... Симптомите ќе ги добиеш многу подоцна од неголи кога почнала самото заболување. Ние сме, ајде да речем, таква држава каде што ние ретко кој од нас на секој 6 месеци прави магнетна резонанса или прави систематски преглед за да може да ја фати самата болест на самиот старт, затоа што нормално дека секоја болест кога ќе се фати на стартот и почнува да се третира на самиот почеток, ќе биде, ајде можеби нема да се стопира болеста или да се реши, меѓутоа ќе се одложи. Така. Прогресијата нејзина ќе биде многу на подолг временски период. И сега, јас низ годиниве во нашето здружение запознав многу личности, постари во години, постари по диагноза
и помлади, и средно млади со диагноза и во старосна возраст гледано. Кај сите различно можам да кажам дека делува мултиплекс склерозата. Таа е една таква комплексна болест која прво не се знае незиниот извор, а уште помалку па и текот. Многу фактори и влијанија може да предизвикуваат за таа болест да биде помалку прогресирачка или повеќе прогресирачка. Едно знам дека, иако бројката, да речеме, била многу помала пред 3 децении, имам јас и такви личности, членови кои што, да речеме, се веќе во 3-та деценија со своето заболување, кажуваат дека многу потешко се носеле со третманите на болеста. Значи, прво од аспект што многу малку се знаело за незе. Медицината била на многу пониско ниво, апаратурата, значи почнувајќи од диагностицирање, нели, и понатаму зборуваме за терапија, медикаменти за лечење на истата. Второ, биле многу асоцијални луѓето. Значи, биле затворени, премногу биле затворени, не комуницирале, не биле конектирани, некако гласел тој стереотип, нели, ти си инвалид, сега ќе бидеш дома, нема зашто се бориш, толку ти е, не можеш веќе да бидеш продуктивен и така натака, меѓутоа таа стереотипност веќе во последниве 2 децении мислам дека постигна една експанзија и дека не сме веќе на тоа ниво и тоа предизвика, иако бројката на ново заразени стана веќе и како епидемиолошка, нели, се зголеми многу, меѓутоа третирањето на болеста е на многу повисоко ниво. Со формирањето 2009 на Светската асоциација на мултиплекс склероза, луѓето толку се конектиравме, пациентите, што почнавме да осознаваме многу за нашата болест. Примери разни. Значи, тоа инициираше да се донесат многу новитети во нашиот третман. Повеќе, нели, медицинарите би зборувале за тоа како, меѓутоа докторите, специјалистите, Фондот за здравство, Министерството за здравство сепак беше водено и од нас, како ние учествувавме во тимот, нели, на донесувањето на нови лекови и поддршката за да може Министерството да го финансира тој еден лек, бидејќи се тие екстремно скапи лекови. Тоа сакам да прашам, дали ги покрива фондот околу лекарствата или конвенционалните лекови, значи апсолутно се покриени, да. Веќе ги има сигурно едно 10 и повеќе. Последните лекови што ги спомена и доктор Барбов, значи окревусот и маклевант, ми се чини дека се вика, тоа е орален лек, исто така го покри фондот за Министерството за здравство. Меѓутоа е ограничена бројката на нивното користење, затоа што, да речеме, за еден пациент сигурно 10.000 е месечна терапија. Месечна, тој се прима на 6 месеци. Сега ќе бидат покриени, да речеме, може би со таков лек во почетокот се донесува за 10 пациенти, мислам сега дека се прошири листата пред 2 години. Зошто е ограничен бројот? Па поради финансиските средства на фондот, точно, да. А што прават оние што сами си ги купуваат? Добиваат или предходните, да речеме, терапии што постоја, како Ребив, Бетаферон, Авонекс, ги има повеќе, нели, што мислам покажа и тие релативно добри резултати. Меѓутоа, кај секој пациент, секој лек не делува еднакво и не делува еднакво ефикасно. И затоа невролозите најчесто ги следат пациентите и некој се случува периодично, например, го примаш едниот лек, па после некое време го префрлаат на друг лек, му го отфрлаат, нели, претходниот и затоа мора да се следи. Тоа следење и таа корелација, нели, на пациентите со докторите е она што всушност, да речеме, дојде до успех во лечењето на мултиплексот во последниве деценија 2. Големиот успех го напоменав и претходно, нели, таа социјална изолација или осаменост која што ја има луѓето во се уште ја има, да знаеме, нели, почна да се губи.
да исчезнува и почнавме многу да се дружиме и многу да комуницираме. Да, И ќе всушност поразговараме, MS денот е MS Connection. Тој веќе 3 години ќе разговараме трае. за тони активности кои што ги имате во однос на дружбата. Да. Ме интересира само, кажа 17 години, како? Точно. Јас Ме интересира кои беа првите симптоми вака кои што ти беа малку, како да кажам, невообичаени, за кои што ти нели се обиде да побереш мислење што се случува. Така. Јас бев претходно, значи мене ми се случи негдека на 29-30 години, веќе ми беше и второто детенце родено, малецко, имав тогаш своја фирма приватна и бев во еден таков ек на работа, на живот, на една продуктивност, што никогаш не сум ни помислувала дека може да ми се случи такво нешто. И кога се појави првите симптоми, да речеме на секој 500 метри, почнуваше да ми се завлекува десната нога. Значи почнува проблеми со одот да се јавува. Кај Тоа сакам секого да не, кажам, да. кај секого не. Добро. Некаде кај некои пациенти, да речеме, почнува со очниот нерв, значи слепило, одземен вид, како што дупли кажавме, слики. Што да речеме не се знае каде ќе направи проблем. Што да речеме, може би се испостави дека и полесен облик Кога е со окото? Кога е нешто поврзано со окото. Некој на моториката, нели како на мене што ми се случува, кај некого на балансот, кај некого се измешани сите работи, затоа и многу и комплексна и затоа самото има го вели мултиплекс. И така, првите симптоми ми беа тие, значи со завлекување на ногата, јас Колку тогаш време беше потребно да се диагностицира? Беше потребно повеќе време, бидејќи кажав дека порано нели малку беа примерски работите во однос на диагностиката и се. Да бев малку повеќе самокритична, можеби и порано ќе се диагностицирав. Мислев дека сум неразвижена бидејќи работев со сметководство и врзана нели во канцеларија. И почнав да си одам на спортска медицина, на аеробици, на такви работи, меѓутоа сватив тогаш дека капацитетот го немам и тогаш нели почна она трчање по ординации, по проби, по едно по друго. И веднаш, значи кога отидов кај доктор Демерџиев, мора да го поздравам, после толку години, он веднаш го примети, значи со самото тоа за рефлексии, доле има еден синдром на стапалото што кога ќе поминеш, да речеме, со пенкал се обично и ако се испрчат нели прстите, народски кажано, или тоа е таков еден симптом, го заборавив како се вика точно медицински, алудира на мултиплекс и после се прави магнетна резонанса. Кај нас во тоа време имаше само на клиниката, на државниот клинички центар. Сега веќе има и на повеќе места во Скопје и во Македонија. И така, и после знаете како се. Да, вие ми гостувавте во една друга емисија претходно што водев на ТВ Сонце. Ти кажа веќе 17 години состојбата не е се уште премногу влошена. Еве ова што може да го забележат и нашите гледачи, ова е помагало во Ова е помагало ролатор се вели или одалка, нели? Ролаторот е многу подобар бидејќи може да се врти, па си имаете своја корпа. Можете и да седите на него да се седне, да речеме кога движиш се уморуваш, веќе таква е кај мене состојбата моторичка. Треба да изодем кога веќе ќе самата ЕМС ќе ми каже стоп, застани и мораш да продолжиш. Ова е одлично помагало за тоа. Користам штаки, две, инвалидска количка кога одам на, да речеме, на места каде што треба повеќе да се пешачи или треба повеќе да се стои, например, на наставно се што беше на 27-ми. Таму бев апсолутно со колички. Движењето, например, е вака нешто, можеме колку толку да се раздвижуваме, на поголеми метри не можеме тоа да го изодиме и мораме да и користиме тие инвалидски колички. Само да прашам Христина, колку членови кај вас брои огранокот? Во Македонија баш со главната сестра и директорот на неврологија Барбов, поразговарав сега на настанот, негдека се регистрирани околу 1500 членови, а во нашето здружение членуваат околу 200-210 членови. Сепак тоа не е бројка да речеме дека толку има во Македонија.
сигурно има повеќе Сигурно што не има и се многу приклучени, повеќе, така. затоа ние се бориме со тој регистар, нели, да се направи на пациенти, ама многу е тешко. Некои едноставно не Тешко е за сакаат. секој вид на ваков Да. Тоа проблем. не го напоменавме, пошто како мобилно Скопје има и од други ограноци, од други диагнози. Значи, на 7 ограноци сме ние поделени. Да. Параплегија, мултипла склероза, церебрална парализа, детска парализа, дистрофија и ампутација. И останати. Коскено-мускулно заболување, оштетување на колкови и такви работи. Значи сите тие се во склоп на мобилност Македонија. Да, Како точно што на мобилност кажавме во Македонија, да, на ниво на Македонија сојузот ни е мобилност Македонија, а ние сме и ова го кажав сите 7 ограници, кажав за во мобилност Скопје. Какви ви се активностите? Еве, кажавме дека одбележавте настан со некои трибини и така натаму, меѓутоа претпоставам дека преку целата година вие како здружение, како граноци или од Мобилност Македонија организирате нешто, се дружите, како што кажа и Христина, да не бидете нели асоцијални. Што се случува? Какви настани имате? Какви активности? Да, еве, ајде ти кажам. Не е проблем. Кој сака не може слободно да тука сме, почне. ќе се да Како Мобилност Македонија, значи имаме програма, кој што имаме настани, одржуваме, например, спортски игри, одржуваме шах, одржуваме имаме музички настани, порано ги одржуваме, се поради пандемијава, тоа веќе еве неколку години не ги одржуваме. Значи музички настани што се сите лица со телесен инвалидитет, и музичари, и пеачи, и го правиме тоа исто во Струмица, уназад традиција тоа неколку години, на плоштадот. Сместени сме таму во Цар Самуел, тортијада исто имаме во програмата. Квиз имаме на Мобилност Македонија, што ни ги прават тие настани. Поетски исто е така, имавме и ликовни, мислам, сликари што, пример, имаме наша членка од Мобилност Струмица, што е, што црта со уста, она е доста позната, Розе Мојсовска. Так. Да. Интересно. Кај вас, Христина? Може исто имаме фотографии од активностите, може од режија и да ги вртат додека говориме. Јас со што би се пофалила? Би се пофалила настани, после Гоце ќе ни кажи исто за спортските настани. Ајде први да ни кажеш за мене ми секогаш гордост да се пофалам со работилницата. Така, еве. Значи работилницата ни е едно дело наше кое што го создадовме пред, да речеме, 7-8 години, пандан на едно братско збратимено здружение од Нови Кнежевац во Војводина, ваква Србија поточно. По нивниот пример направивме една рекреативна работилница која што изработуваме ракотворби наши, накид, декупаж, еве сега што го видовте, да. Накидот е тоа, најчесто изработуваме од монистра, сето тоа е везено, плетено, значи со наши раце. Најчесто работиме по некакви шеми, меѓутоа некогаш си даваме слобода на креативниот ум да изработиме нешто и по некои наши идеи. Со работилницава многу се промовиравме, верувајте ни, направивме многу базари, учествувавме на многу места каде што се сродни на нас здруженија, нели, што исто на ист начин го изразуваат својата моќ, без разлика што се, нели, телесни инвалиди, сепак може да изработат некое дело кој што вака кога ќе се види, нели, не знаеш дали е изработено од инвалид, од телесен инвалид или... Да, можеби и тоа е добро за вашето секојдневие да ви биде, како да кажам, како што им да се социализирате, им да правите нешто корисно со кое што со кое што како финален производ, вака како ги видиме. И така исто можеме да се пофалиме и со како новитет ние психолошките работилници кои што ги веќе втора година ги работиме. Тоа не е со како еден новитет. Го работиме со психолог и мотиватор едукатор. За жал со пандемијава веќе со физичка присутност не бевме во можност тоа да го правиме, па најдовме алтернативно решение да го правиме тоа на социјалните мрежи, по пат на интернет во лајф емисии. Поставуваме разни теми кои што се битни за нас,
во консултација нормално со психологот и мотиваторот. Има голем интерес и тоа е нешто што да речеме најверојатно ќе биде и тема на еднината. Ти ги забележа во моментот обетките, дали евентуално може би ги изработи некој од вас, бидејќи се навистина специфични интереси? Во овие конкретно обетки ви се подарок, не се изработени кај нас. И се радувам што не се, бидејќи нема тука некоја посебна изработка. Ние обично обитките што ги работиме, сакаме да не се од готов материјал, него сакаме да ги изработиме ние. Да, кој ќе го видиш, да видиш дека е, да се бележиш дека е фактички нешто рачно изработено. Во секој случај доста креативни работи можевме да забележиме на фотографиите и уште повеќе што нели сите тие се, како што кажавте, со ваши раци изработени. Во однос на спортот, Гоце? Па во однос на спортот, например, може исто да ги пуштат од режија останатите има, фотографии? например, кај нас што се категории, например, имаме лица што фрлаат стоечка состојба, тоа е атлетика. Зборувам стрикно за атлетиката, пошто во нејзе учествувам. Така. Имаме од седечка состојба, например, си има таму категории од F51 па до така. Можеме да забележиме дека имате и награди тука. Да, да. Значи, јас сум FPS3 ме водат во таа категорија. Така. Имам учествувано на меѓународни на многу места, имам учествувано во Словенија, во Босна, во Зеница, во Србија, во Бор, на Борско езеро. Имам доста награди, имам донесено, мислам, медали прво место. Словенија имам освоено второ место на ниво зборам бивше и од сите градови. Значи, тоа се све телесни инвалиди. Во мојата категорија што сум ја, значи све се лицата во инвалидски колички. Државни исто имаме во програмата што не на Мобилност Македонија, правиме државни исто првенства во тука во Охрид кај нас во Македонија. Така. Кога последно беше ова случување околу сите овие активности кои што ги имавте, бидејќи како што знаеме затворени бевме прилично долго време? Пред пандемијата бевне, мислам, во Бор, на Борско езеро, таму се одржуваат тие. Еве го тоа е ова, се во прилог што е. Во што освои прво? Да, тука има освоена да прво место. Во Копје? Не, таму се 3 категории, значи фрлам Копје, диск и ѓуле. Сега, значи некој толку ќе го замисли атлетика, ама тоа се со мали килажи, како да ви кажам, седечка положба и така да спрема дијагнозата ти одредуваат и со какви реквизити да учествуваш. Пошто не дај Боже може да дојде до повреда, до несакани действија. Треба да се биде внимателно. Да. Па сега понатака ќе видиме, ова исто во Словенија, еве сега што е во кадар. И ова е во Зеница во Босна. И така да има доста успеси во спортот, мислам на ниво на Сојузот на Мобилност Македонија. Така имаме параолимпијадец што Оливера Бикова во стрелаштво, она исто доби тогаш. Да, познато ни името. Да. Да ве прашам сега, бидејќи немаме уште многу време, следува еден период каде што, ајде да претпоставиме дека ќе се смири пандемијава, барем ако не изненаде некој нов сој, така велат нели надлежните. Имате ли нешто што планирате во блиска иднина во однос на вакви некои активности или се останува да се што се вели за тоа потоа, нели како ќе се одвива состојбата? Па сега здрави су, како што викат со Господ, така биде све во ред. Да видите како ќе биде. Ние почнавме веќе пред пандемијава да правиме и некои хуманитарни концерти наши. Значи како Мобилно Скопје почна да правиме првиот концерт го направивме во Даре Џамбас. Имаме амфитеатар таму со помалце публика. Благодарност до сите учесници што беа пеачи, се да не ги набројувам, имаше многу. И кога последното направивме заеднички концерт со слепите лица во Дом на Арама. И ја мислам дека беше многу успешен тој концерт. Добро, средствата хуманитарно бидејќи кажавте, средствата одат за? Значи немаше карти, не продававме никакви карти. Така. Не, значи хуманитарно го направивме во смисол не со помош, да речеме, пеачите што дојда и стратните, со никаква надокнада, точно.
ние како членови на некој исто начин ништо. да пак да имате комуникација, дружба и така точно, натаму. видливоста е многу битна работа. Значи за нас што повеќе не има во секојдневието, толку повеќе луѓето дознаваат за нас, со дознавањето, информирањето за нас, веќе проблемите за нас, ако ништо повеќе, едно 50% почнуваат да се решаваат. Често добиваме критики, само нешто барате, само нешто истите работи ги барате, а што од сето тоа добивме? И па сега видете, ако не сме упорни, ако не бараме, можеме ние да бараме 100 работи и 2 да ги добиеме од сите тие 100, пак сме во успех. А ако не бареш, нема да добиеш ништо. Значи 2 е сепак повеќе од ништо. Затоа и ве викнав денеска, нели, да ми бидете мои гости, за некако сите работи да ги презентираме до јавноста и секако до оние надлежни институции кои што треба да имаат повеќе слух за сите овие проблеми со кои што вие се соочувате. Кажа Гоце и на почетокот дека навистина многу работи ви се потребни и тешко некако одат работите да се донесат во нормала во смисла да дека се сме ограничени со емисијава, така. иначе има многу да се каже за тоа. Да, може слободно да кажете уште нешто со кое што се соочувате со некоја потешкотија која што ви е потребна и би сакала само да ве прашам колку ви е соработката со другите здруженија од од бивша ЈУ, бидејќи гледам дека да, имаме комуникација. Дали кај нив некако повеќе институциите им излегуваат во пресред? Да. Споредувајќи со за разлика лично кога сум бил во Словенија, параплегичарите имаат многу добри третмани. Значи имаат центри. Таму на пример не дај Боже лице кога се повредува и кога останува непокретно. Значи има центри кај што ќе го обучуваат за да може сам да функционира. Ние тука кај нас во Македонија го немаме тоа. Значи ја не знам, сега не да звучи вака малце неубаво што ќе се изразам, него зар порано не постоеле телесни инвалиди во државава? Така. Вајде постоеле. Значи никој не обрнал внимание на тоа. И втора работа, например сега тука треба да се променат многу закони. Например инвеститорите што прават згради, значи он мора да биде задолжен да има рампа, не само за инвалиди. По конвенцијата што е од 2006 пишува таму дека мора да има рампа. Сите нови изданија што се прават мора да бидат по таа конвенција, нели, со сите протоколи направени за пристапност. Да. Меѓутоа ретко кој тоа го применува. Ретко е зашто законот првин треба да се промени во Министерството кое е таму за урбанизам, транспорт и врски, не знам воопште. Баш нашиот председател тоа го спомна. Да, тоа го спомна и Бранимир Јовановски, исто тоа нонстоп говораме. Колку се казните малецки ако не го направиш? Казната е минимална, на пример, доаѓа инвеститорите, на пример, еве сега што ќе го земе тој простор да ја направи рампа, скали онова, ќе направи едно мало дуќанче ќе да ја подкрие. Тоа не е угодно. А он ќе ја плати казната за тоа, на ќе пример, ако плати, 2-3 не е обврзан за да направи. таа казна. Не е обврзан за да направи За да пак. направи. Значи треба некако промена, да се изрегулира точно. за да не биде така. Промена во законот. Да. Ама еве ја пак ќе кажам од кој аспект. Значи во конвенцијата убаво пишува, ние до сега, еве јас лично не сум ни слушнал, ни сретнал да има некој инвалидизирано лице да е пратеник, да е советник во општината, да е во такви институции за да може да им објасни, на пример. Да делува на терен. Да делува, на пример, да е пратеник и он да се бори за тоа. Ние немаме, еве, 30 години уназад, не знаме, вие како... Воопшто некогаш сте се обиделе да некако дојдете до тоа да има некако на некој начин ваш представник? Па, не знам сега, знаете, не можам да навлагам политички, сега секој... Ветувано ние као... Барем еден. Може би и ово Па еден треба да биде тој да не биде обврзан со некоја си партија, по мое. Да, по мое. Да, да биде представник од точно од Мобилност така. Македонија. Еден представник да биде. Значи не може погрешно да не се разберем. Значи здраво лице да е во парламентот или во собрание. Значи не може тоа лице да ги каже маките на лицата што се во колички, со одалки, со протези што им фалат. Значи тој што има мака, тој може да го каже правилно што треба и како треба да се створат услови за таквите лица. Има ли негде на Балканот вклучени во собрание лица со
Па, Знам во Европа. Во Европа мислам дека да. Министерот да. за финансии Значи, Балканов доскоро никако беше не е во Германија, ми назад. се чини во Може би да Молечко. има во Балканов, сега не знам, не Ми се можам да чини. тврдам. За Балканот и мене не ми По општинскиве места Словенија, што се Мислам тие... дека Джинчич, премиерот пред некоја влада во, ако не се лажам, дека и атентат имаше на врз него. Мислам дека он беше со мултиплекс склероза. Да? Да. Само мултиплекс склерозата не мора да значи дека довела до инвалидитет. Да, може Има во некоја лица и блага во форма. нашето обкружување што, да речеме, не можеш да ги приметиш. Тие со невидливи симптоми се, може да имаат и многу поголеми маки од тие што се во овакво. Меѓутоа да напоменеме дека нашиве заболувања се телесни оштетувања кои што не се врзани со интелектуална попреченост, со слепилост, ментална попреченост, глувонемост и така натака. Значи мора да ги разграничиме тие два типа инвалидитетност, што значи апсолутно човек што е приврзан за количка, оделка, штаки, може со својата интелигенција да действува на многу интелектуални професии. Колку од сите вас се вклучени во работен процес, а колку пак Немаме точна имате ли бројка, немаме точна бројка. Немаме точна бројка. Јас би рекла 1/3 со 2/3. 1/3 се вклучени, 2/3 не. Тие што не се вклучени, како финансиски обстојуваат? Имаат некоја Што не се во работен инвалидска однос, пензија, да, имаат добиено инвалидски пензии, што стварно од 80% до 100% што не е моќен да работи. Така, значи сите што не можат да не се работоспособни, имаат имаат инвалидски пензии. Зависи како е или ограничени работни способности, да речеме, или сега дотоците тие не ги кажуваме, нели овие што си ги знаеме ние како мобилности туѓа нега, тоа не влегува во некоја нето личен доход кој што ти е доволен за да ги извршува. Та стрикна државата ги дава за да може да се со нив нели покријат тие неги и лекување што ти се потребни на тебе. И за нив сакав да напоменам, со пандемијава многу од нашиве членови и пациенти имаат проблеми и ние затоа алудиравме што повеќе да дојдат од Министерството за труд и социјала, да можеме тој проблем да го некако анулираме, бидејќи лица што стварно заслужуваат да добијат таа парична помош, не може да си го остварат своето право немајќи термини и немајќи доволно на одреден временски рок да си го продолжат решението. Бидејќи некои немаат трајна, имаат со продолжување на година, две, и после тоа ако не го фатат датумот со комисии, со решенија, они може да го изгубат правот. Замислете сега еден човек, баш ги посочив на денот, двајца мои пријатели со име, што се во количка и се во потешка состојба, како сега на нив двајца викам им е изгубено правото на користење на таа парична помош. Заради тоа што не можеле да... А не се виновни они, тоа не биле на време известени. Тогаш треба да се има во предвид состојбата пак да не им се ускратува тоа. Мислам, би требало некако да... И јас велам дека треба... имаат разбирање. Ама Голгота е, верувајте, не беше тоа само кај нас, тоа е... Така, има многу членови кои што да речеме немаат можеби деца, маш, браке, сестри кои што може да се грижат за нив. Личната асистенција е добра што ја воведовме по примерот на Хрватска, тоа е нешто што ние како здружение успеавме да го направиме во соработка со Риечкото здружение, тогаш дознавме како они функционираат од нивната жупанија, ни дадоа препораки се. Пробавме во почетокот преку невладини институции ово и го имплементиравме, за да на крај се имплементира во законот кај нас и сега ние имаме право на користење на личен асистент. Меѓутоа тој асистент е 4 часа, кој што може да речеме да те прошета, да ти пазари, да ти купи нешто, али лице што е врзано со оваквото, апсолутно му треба и нега и му треба поголема поддршка. Ајде тука како за крај само Гоце, кој е најголемиот проблем кој што многу итно треба да се реши за вашиот огранок конкретно? За нашиот огранок, за параплегија? Да. Па е патица надоврзан. Нешто што ви е најпотребно, а треба што поскоро време еве да ви излезе во пресред, дали фондот, дали министерството? Па еве ќе се надоврзам на пример што побрзо е на пример пристапноста да се Значи, тоа е еден од најголемите проблеми. Најголемите проблеми и партиципација
Да не се плаќа да не се секаде, плаќа, така. значи тие гази Да што го ослободат. Точно, тие гази што го употребуваат за преврзување на текобити на такви работи. Значи имаме ние многу проблеми, центри немаме прави. Еве се случува, не дај Боже, да е некој и без родители, без семејство, кој нема што да го чува. Така. Значи мора да имаме таков центар. Не можеме тие луѓе да ги фрлиме ајде како заборавени да бидат. И бараме на пример за тие лица што се во параплегија, се знае кај нив тоа е состојба веќе направено, барем да имаат по 2 пати во годината одобрено за бањско лекување, у смисол рехабилитација, вежби и такви работи, зашто во таа состојба мускулите кај нив највеќе атрофираат. Највеќе. Кристина, за вас? Јас не би се задржала на едно од причина што све е е потребно, да, така? се е потребно. Ајде не се, ама 1-3-4 работи се многу неопходни. Тоа пристапност, лековите, физиотерапевтите, тие се многу потребни за нас. Без вежбите кај нас автоматски што вели гоце и ќе атрофираме и спазми ќе добиеме и ќе не можеме ни флексија да направиме ни ништо. Јас еве малце ќе го кажам како многу помалку потребно нели сето тоа е таа социјализација и информираност. Лицата со мултиплекс дома кога ќе ги затвориш, тоа е веќе Така. Јасно. ајде да не речам да самоубиство, нели, ама на еден вид, на еден начин и да. Многу побрзо ќе прогресира болеста, па е во една таква тешка состојба, каде што веќе станува личноста самата за себе си нели неупотреблива во наводници и не може да се грижи и не може да напредува никогаш. Така. Јас се благодарам за денес. Времето тука нели ни истече за нашата емисија. Се надевам дека се тоа што го кажавте ќе допре до онаму каде што треба, нели, до институциите и уште повеќе што еве како што кажав, да се надеваме дека ова веќе стигнува, па ќе може некако Министерството за здравство и фондот малку да се свртат кон овие проблеми кои што навистина се долготрајни, кои што ви се потребни да се решат за да имате што побаво секојдневие со овие ваши состојби или проблеми или заболувања, како да ги наречеме. И благодарам уште еднаш за Благодариме и на вас, Благодариме на на вашиот поканата медиум. и поздрав до сите. Почитувани гледачи, тука и јас ќе ве поздравам за денес и благодариме за вниманието. Вие останете понатаму да следите нашата програма. Грижете се за вашето здравје, чувајте се, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.